Почитувани присутни, по изминативе 4 години, исто како и во претходните 4 години од првиот мандат, работев транспарентно, напорно и посветено. Плод на таквата посветеност и таквата работа се стотици реализирани проекти во градот Скопје, во различни области, кои што го подобрија живењето на жителите на градот Скопје. Градот Скопје од година во година станува поубав и подобро место за живење на жителите на градот Скопје. Во овие 4 години реализиравме многу проекти. Јас ќе се обидам да ги нагласам само областите во кои што се тие реализирани. Значи ги проширивме тесните и нефункционални булевари, го подобривме водоснабдувањето и одведувањето на атмосферските фекалните води, ги реконструиравме сите 21 средно училиште во градот Скопје, изградивме 2 нови училишта, ја подобривме јавната хигиена во градот Скопје, го подобривме јавниот автобуски превоз во градот Скопје, уредивме паркови и засадивме дрвја во град Скопје, реализиравме квалитетни културни и спортски манифестации, исто така реализиравме велосипедски патеки и тоа беа нашите цели кои ги реализиравме во 10 општини во градот Скопје во интерес на жителите на град Скопје. Ќе напоменам, без исклучок во сите 10 општини во градот Скопје. Ќе се навратам на дел од областите во кои што имавме повеќе завршено работи. Градот Скопје има долгогодишен проблем со сообраќајот и за намалување на сообраќајниот метеж проширени се многу булевари како една од мерките за намалувањето на проблемите во сообраќајот во градот Скопје. Проширивме и пробивме 14,5 километри улици и булевари. Ќе набројам дел од нив. Булеварот Теодосит Гологанов, трет дел во делот на општина Карпош. Булеварот Ѓорче Петров во првиот дел. Булеварот Партизански одреди од порта Влае до црквата Свети Петар и Павле. Трета македонска бригада, првиот дел. Булеварот Астом кај последна петка. Улицата или булеварот Момаџари и други. Исто така обновивме улици во должина од 20 километри. Исто така ќе набројам дел од нив. Улицата Кемал Сейфула, втор дел. Улицата Јане Сандански или булеварот Јане Сандански, втор дел. Васко Каранđелевски кој што деновиве ќе биде пуштен во употреба. Улицата Народни херои во Кисела Вода. Улицата Али Авдовиш во Газиева Сингилич. Улицата Сарај, првиот дел, како и други помали улици. Исто така изградивме 3 кружни текови, тоа е на 16-та македонска бригада, кружниот тек на порта Влае, на партизански одреди, кружниот тек Лазо Трпковски во општина Чаир и општина Бутел, а во тек изградба и на кружниот тек на Христо Татарчев и булевар Србија. Исто така имаме оваа година една интензивна градежна експанзија, како и секоја година. Значи, во тек на градба се следните булевари. Христијан Тодоровски Карпош во делот на Бутел. Исто така Христијан Тодоровски Карпош во делот на Чаир, значи од Веро према седиштето на општината. Трета македонска бригада, булеварот Трета македонска бригада во вториот дел. Булеварот Србија, значи од цементарница према Христо Татарчев. Булеварот Борис Трајковски од Стаклара па до Пинтија, кој што е исто така во завршна фаза. Улицата или булеварот Тодор Александров, значи од клинички центар према Панорама. Исто така се гради улицата кој што поминува низ селото Глумово. Се гради вториот дел од улицата во општината Сарај. Исто така се реконструира втора македонска бригада
тоа е границата меѓу општина Бутел и општина Чаер. Исто така почната е со реконструкција на булеварот Партизански одреди од Рузелтова до 8 септември. Исто така како и почетокот на градични работи или во тек се градични работи на улицата Александар Урдаревски од улица Бутелска па до првиот лес на гробиштата Бутел. По областа на водоснабдувањето, фекалната и атмосферската канализација изградивме 82 километри водоводна мрежа, 40 километри фекална канализација и околу 30 километри атмосферска канализација, и ова е направено заедно со јавното предпријатие Водовод и канализација. Значи, дел е од градот Скопје и другиот дел е од јавното предпријатие Водовод и канализација. Во јавниот автобуски превоз направивме голем напредок со тоа што воведовме електронска картичка за плаќање во јавниот превоз. При тоа е многу значено што ги интегриравме приватните автобуски линии, приватните автобуси во единствениот јавен автобуски сообраќај во град Скопје, така да граѓаните сега немаат дилема дали ќе се водат во приватен или во автобуси од ЈСП. Исто така имаме сателитско пратење на движењето на автобусите, што допринесува за навремено и точно доаѓање на автобусите на автобуските станици, и сето тоа дава добра основа за еден модерен и современ и навремен автобуски превоз, кој ќе треба да допринесе за што поголем број на граѓани да го користат автобускиот превоз за своите потреби. За 2016 година добивме награда за мобилност од Европската Унија. Значи, бевме меѓу првите 3 града во Европа. Значи, второ и трето место го делиме со Лисабон, прво место е Малме, и тоа е благодарение на напредокот кој што го направивме во областа на мобилноста. Имено, набавивме електромобили, електрични полначи, електрични скутери, електрични велосипеди, а исто така изградивме 51 километар велосипедски патеки. Значи, веќе навлегуваме во областа за намалувањето на загадувањето во градот Скопје, а тоа е, значи, што повеќе користење на автобускиот превоз, за кој што горе претходно. Исто така, велосипедските патеки кои што се направени долж двете рути од велосипедските патеки кои што се направени долж булеварите во градот Скопје. Насадени се 256.000 листопадни дрвја и зимзелени садници. За овие 4 години исто така подигнати се 330.000 метри квадратни нови зелени површини, паркови, значи покрај булеварите и посебни паркови, како што е паркот на Последна петка, парковите Македонија 1, 2 и 3 и останатите зелени површини. Субвенциониравме 405 граѓани за набавка на печки за пелети, кои што исто така допринесуваат за намалување на загадувањето на градот Скопје. Исто така субвенциониравме 2600 граѓани за купување на велосипеди, ќе продолжиме и во следниот период. Реконструирани се, кој што напоменав, сите 21 средно училиште со вредност од 134 милиони денари, средства исклучиво од буџетот на градот Скопје. Исто така изградени се и 2 нови училишта, тоа е во општина Шуторизари и во општина Сарај. Би сакал на крајот на жителите на градот Скопје да им заблагодарам за разбирањето и довербата која ми ја дадоа за изминативе 4 години, да имаме можност да го подобриме животот во градот Скопје. Се трудев да ја оправдам таа доверба, секако за доброто на сите граѓани во сите 10 општини во градот Скопје. Благодарам.